Дечки, подготвени сме да го започнеме финалето. Влагаме во Live. првата пиштол рунда на ова големо финале Let's go! на Fate High School Challenge. Ве молам малку хајп во чатот да проследиме и првата рунда. На брзинка да ги представиме играчите. Тимот на плутачи значи ги имаат Орион, Скоки, Најкон Леле. Не знаеме дали ова Стресарен и Хайредин. Така, од другата страна се Дани, Стайлс, Киксан, Eitkit и Power ја видиме одма почнуваат тука со пукање, имаме трейдови. Ова ќе биде интересна борба за влегување на Squeaky и запаѓање доле во Вент. Тука добро ротира Куки, но ќе му се врата, не знам дали очекува, сепак го коригира својот тим и го ја пронаѓа главата на Дани. Двајца на двајца остануваме, но имаат поставено бомбата. Стайлс тоа го прави. Коки и Хайредин, вајде ке се договорат меѓусебно, Коки со убав флик, но не беше доволно перфектен за да ја погоди главата на Киксан, кој ќе проба да избега паѓа на 46 хп, но прекрасен one-tap и сега Хайредин само станува против двајца. Да видиме дали ќе успее да клачне оваа рунда, мора побрзо тоа да го направи поради тоа што нема кит во своите раце. Убаво тука си бега Киксан, наоѓа убав хедшот, Киксан само станува, но тик поминува времето се побрзо. Хайредин веќе мислам дека не ни има време, токму така Киксан и ја запечатува оваа прва рунда за Good Game. Тимот на Good Game отворија доста добро со тие смокови, молотови, флешови, влегува неколку преку Венц и неколку преку Рампа. Рампа, да. Значи може да има Power да се крие во Squeaky. Додека неколку останатите се наоѓаат аутсайд. Очигледно мислам дека се подготвени Good Game за оваа мапа и гледаме дека спремаат смокови за надвор. Значи има еден мислам дека Wall of Smokes ќе прават вајда. Во секој случај имаме еден дигл се извинувам, еден 50 во рацете на плутачи. Eitkit беше блиску до главата на таму кој беше тој играчот Орион. Погодува, но само на 69 најспаѓа. Влагаат во секрет сега. Коби имаме. Коби му направи 69 демедж и сега скоро сите терори влегува во секрет и сега се движат кон Б. Така е, секрет. Основно влезене му се стакна на 20 им направи демидж, колатерал прави Eitkit. Му прави уште еден и го погодува тој позади. Eitkit не му треба АВП кога има скаут во своите раце очигледно. Втората рунда е тука за Good Game, но сега гледаме и првиот бај за плутачи. Од другата страна имаме еден Мактен, еден скаут. Останатото е калаши, додека фул бај со еден аук и МК е плутачи, но нема многу utility во нивните раце, така да ќе биде многу битно. Имаме еден NA smoke овде, некој го зафркна малку. Може да видиме Кажи? Како си кажеш тука лево во Делчо? Outside? Main. Имаше мейн, така да. Добро, сега сме добри. Добри сме сега, да. Да име се уште без идеја или повторно да видиме дали ќе се обидат. Таму кај Секрет го погодува Eitkit, Коки го става на 30 хп. Тој проба да се сокрие во Секрет, односно тука Хайредин се крие кај гаражата, го убива Eitkit со тој ауг. Ета моќта на ауг на овие долги мапи, на овие долги Хайредин со тој нейт ќе направи мислам дека демедж, да. Тројца играчи демедж, јас да највеќе направи на Киксан кој што паѓа на 66 хп. Power да чека, изгледа некој фленк тука да направи некој играч од тимот на плутачи. Има мал агол тука, но никој не го искористува. Сега полека се движат кон Секрет и одат кон Б сајтот. Power се уште изгледа, ево Power пробува преку лонг да отиде на рампа за да влезе и он на Б сајтот, додека тројца. На друга страна, да, Коки во меѓувреме го пронаѓа вториот кил од Ким Стайлс му возвраќа, но затоа во целото ова време Power е влезен на Б сајтот и единствениот бранител таму кој што беше Најкон изеде хедшот. Се враќаме на 3 на 3 иако има двајца луѓе предност плутачи, сега Дани дополнително зголемува таа предност. Стайлс исто така, сега Cyclone останува сам 8 секунди, дали ќе може да ја клачне оваа? Наоѓа уште еден кил и третиот ја клачнува сам Cyclone 1 на 3. Оваа рунда малце се зафркнаа со времето, оставаја премалку за да можат воопшто да земат оваа рунда. Така е, мора да избрза тимот на Good Game, затоа изротира од Secret кон
назад од аутсайд према А, но таму беше Cyclone кај што ги дочека сите тројца, им кажа здраво и чао исто време и им ја означи првата рунда на тимот Плутачи. Така е. Повторно имаме фул бај и од двете екипи. Не знам дали го забележа таму Хайредин. Дани така го виде, но Дани прави доста демедж с Хайредин со тој калаш, сега летаат молотов, летаат смокови. Дани го убива Cyclone и сега значи имаат Хайредин прекрасен хедшот од својот скаут. Име дали го забележа сега едниот противник таму. Eitkid, мислам дека не знае позицијата на Eitkid, го гледа, го убива бидејќи беше на low HP, ама сепак хедшот сега да има Киксан тука овој дуел. Овој дуел од дистанца го победи Киксан. Орион тука го гледа Пауерти, го убива, Пауерти паѓа. Остануваат 3:2. Тимот на Good Game имаат предност. 3 калаши против 1 калаш и МП9-ка. Со слаб утилити од страна на Плутачи, да видиме сега дали преку Heaven може да се качат и да го расчистат тој А-сайд. Некако ми изгледа како Good Game премногу да ги преразмислуваат, онака овертинкинг да прават на своите позиции, поради тоа што имаат човек предност, имаат предност со своите оружја. Еве го Eitkid разгледува целиот асет, може да им кажа на своите ти. Стайлс убива таму, Орион се останува само уште Коки кој е аутсайд и сега преку мейн ќе проба да влезе, но мислам дека Eitkid дали ќе го чека Eitkid таму? Не, Коки го убива Eitkid и сега 3 прекрасни хедшоти еден по друг. станува 2:1. Му знаат позицијата и поминува бомбата, сепак ќе се обиде да ја клачне оваа рунда, нема да му оди тоа од рака, Стайлс го сопира во таа намера. Третата рунда е тука за Good Game и ова исто како Трен е една од оние мапи кои што е екстремно црта сайдет и ако не ти тргне на почеток и паднеш во она дупка со проблеми со економијата, може многу лошо да биде за тебе. Тоа е некој баланс на кантер, уствари, што постои од секогаш, дека одредени оружја и утилити се поскапи за ЦТ страната, поради тоа што они чекаат агресијата. Само да видиме овде Коки дали ќе собере убиства, еден кил прави, но само еден, се чисти рампата, а таму и одма се повлекува, иако имаат предност, ќе се враќаат на А-сајтот, таму има само еден член сега, така да донекаде ќе им успее ова, Eitkid ја предвидува таа позиција и таа можност. Сега и се враќа на рампа, но најкон да видиме дали ќе биде спремен. Да, Коки беше на half HP, само еднаш требаше да биде погоден. Тоа и го прави. Имаат потенцијал за оваа рунда Плутачи, но многу хелт сега губи најкон, а и сега целиот живот. Хайредин. Бутка 1. 2:1. Ама на 30 хп Хайредин, може да го искушат преку тоа. Дали ќе го погодат малце подесно, ако пукат не. Хайредин изгледа ќе го сочува својот Мактен, нема да отиде за тој калаш што се наоѓа кај радио рум, односно надвор од радио, во Сквики. Тај сега ќе седне само да има дали некој од играчите на Good Game ќе загуби животот, не. И тоа го значува петата рунда, односно 4:1 за тимот на Good Game. Екстремно битна рунда и за двата тима. Освен Стайлс, реално останатите играчи на Good Game имаат многу помалце средства, а од другата страна е кај сите еднакво лошо, што значи дека оваа рунда победникот ќе го натера другиот да иде во еко. Орион ја отвара оваа рунда, сега и Коки со агресијата на мейн на хат, се извинам, Blue Hat го отвара ја отвара оваа мапа и сега стануваат само Киксан и Eitkid против дури 5 члена преживеани од Плутачи. Перфектна агресија од нив, не го очекува ова Good Game, што им овозможи сега целосно да имаат контрола врз мапата. Киксан и Eitkid чуваат пасивно. Киксан пробува тука од позади да стигне до противниците, знаат дека имаат бомбата. Мислам дека пробува да направат некој пинсер страт, некој сендвич, само Киксан не гледа, успеа да се сврти навремено, но паѓа на 6 хп. Веќе му знаат позицијата, видиме што прави, падна Eitkid. Бутка он уште еден, но не очекува позади него да има друг човек, тоа е најкон кој што му го завршува животот. Убав хедшот од Киксан и сега останува сам на двајца, против двајца, но има само 6 хп. Има време доволно да проба да направи нешто, но со толку малце HP мислам дека е невозможно, посебно гледајќи го фактот дека му знаат позицијата. Беше фрлено и смоук и молотов за да го сопрат неговиот потенцијален ретейк на хат позиција и тоа би било тоа. Паѓа во радио рум и втората рунда е тука за Плутачи.
Сега има овде интересна дилема, имаат Good Game и очигледно одма се одлучуваат да купат Styles. Сепак имаше $10,000 останати во неговите раце, што му возможи да фрли 2 дропа дури, така да Кикса не е со единствено полошо оружје релативно да кажеме. А тоа е Галил, додека останатите се сите со калаши. Од другата страна пак ги пречекуваат 2 калаши зачувани од минатата рунда, една МК, еден Фамас и едно АВБ. Повторно со тие смоукови аутсайд, тука Хайредин Седи во слушна, смокот, Киксан го дозна Молотов. тоа, да? Сега можат комотно да влезат во секрет и да испушаат кон без сајтот. Cyclone тука ќе искочи во пресет, убива. За малку ќе му се насобреа сите, Нейт го спушта само на 28. Styles, огромна задача тука ќе заврши за својот тим, има потенцијал за огромен фленк. Видиме како ќе го искористи тоа. Додека пополека влегуваат на сајтот, одличен Молотов, го бркаат најкон и тука Пауърди мислам дека го виде и го убива. Сега остануваат сами Коки и Орион против четворица. Орион си издаде позицијата и падна на 40 хп. Коки прави еден кил од Сайло, но Го слушаат дека Орион се наоѓа во тие венц, да, пукаат преку венцот и Дани го убива Орион, си тоа значи петата рунда. така. Видиме како ќе се одбиваат сега плутачи. Сега со 5 прават меци сега деко. ќе пробаат дали аутсайд да ги фрлат тие. Ова ќе биде голем потек, мислам дека за тимот на плутачи. Да, се одлучува. Да видиме се кој ќе биде дали. Можно е Дани ќе биде диже да жртвата. огромно. Не, се повлекува Сите назад. тие 5 нейт Недови за беа џабе, а фрлени. сега да ја добие информацијата дека За таму среќа. фрлија 5 недови. Чудно е дека не рашаат одма на рампа, познавајќи дека сите 5 луѓе се најверојатно. Да, кога да ги слушнат тие нейт, ама не се доволно сигурни дали да идат. Сепак таму надвор можеш да ротираш на секаде преку секрет да отидеш на Б. Но дали е тоа некој Молотов каде што ги Така, гори што ќе те луѓето фаќаат горе, таму. да, токму така. Изеде Динг сега некако ужасно позиционирање на Киксан, го губи својот живот, на затоа тука доаѓаат другите играчи кои што од Blue Hat искочија го заземаа сајтот. Хайредин продолжува со своите убиства. Леле искача сега од вентот, Орион не го очекува, тоа Пауърди губи својот живот, сега Дани ја клачнува оваа рунда. Сам беше на сајтот против двајци, иако имаше уште еден играч, но Иткит беше далеку, не можеше баш да му помогне. 6-2, веќе значителна предност за Good Game, посебно гледајќи дека се на терор страната. Можам да кажам дека баја ги изгубија тука Good Game од 4 USP-ња и 1 5200 PSK. Тројца со играчи. Ма повторно се одлучуваат за тој squeaky rush кон ама тој спреј преку мейн. Сега не беа доволно спремни тимот на плутачи да се одбрана убаво како што треба. Најкон мене се качува на тој Heaven што ќе игра полека, ќе ги чека своите тимејтс, ќе биде смокнатов, ќе не може да направи ништо од оваа позиција најкон неле. Хайредин почнува да го снима овој смок, но одма е рисмокнат и уште подлабоко, сега тој се наоѓа во смокот, има потенцијал да биде убиен, сепак не. Одличен utility usage овде од Good Game. Фрлија на почеток за да можат да влезат во сајтот, а сега и фрлаат за да ги држат противниците надвор од сајтот. Сега ќе сейваат. Ќе мора да зачуваат, но не им иде ни тоа од рака. Styles го бутка Течеш. Хайредин, да. Не му дозволува да избега сега најкон. Styles! Беше хедшотнат од страна на најкон Лено, Да. не успеа да го погоди само уште еднаш за да го убие. И Styles ја затвара рундата и тоа ќе биде 7-2. Повторно се во неудобна ситуација овде играчите на плутачи. Двајца од нив се тројца уствари се под $1,600. Може да видиме дека се стакаат сега на ас сајтот и имаме двајца што чуваат рампата таму. Ама надвор гледаме концентрација на играчите на Good Game, еве го гледаме тој wall of smoke што го имаат тренирано за да можат без никаков проблем да влезат во секрет, но очигледно на стресан претпоставувам не му е тоа проблем. Ја наоѓа главата на Пауърди. Поради како луркер цело време така останува додека остатокот од тимот веќе беше навлезен во секрет. Но тоа изгледа го научија тимот на плутачи дека секојаш еден лурка од страна на Good Game. Тие полека се движат кон без сајтот. Не знам дали ќе направат истата грешка како првата рунда што изгубија да тотално да осменат сајтот.
Некој не има убава позиција тука, но се издаде сега некој гледа да видиме. Но го добива тој дуел против Едкит, но Дани одма го возвраќа килот. Киксан ќе влезе низ Киксан молотовот, преку него молотов добива очекува два килс. тоа. И остануваат сега 2 на 2, не знам дали да кажам дали беше тоа worth или не. До некаде беше, но проблемот е Ама сега се со два дигала против два калаши кои Styles е прилично лоу. Коки веќе е навлезен во сајтот. Најде еден калаш, ја дефюзна бомбата Немаат ни дефюзки. двајцата кит, тоа е Дани си единствениот отвора проблем. вратата и Styles од другата страна и тоа ќе биде осмата рунда за тимот на Good Game. Интересно финале. Во целосно сега имаме бај од Плутачи конечно. Мислам дека 2 рунди поред играа со пиштолчиња, со апгрейднати пиштолчиња. Сега гледаме дури и Алепе во рацете на Хайредин, тој ќе го игра сигурно надвор, така, но нема сега преголем притисок и проблемот е дека многу лесно се смоука надвор позицијата, така да најчесто се игра во секрет, токму поради оваа причина. Пауерди влегува низ молотов и низ смоук со прекрасни флешови од своите соиграчи, влегуваат на сајтот и целосно е нивен. Очигледно ја гледаме причината поради која Good Game ја одбраа оваа мапа. Хайредин успеа да најде еден кил со тој АВП, но одма после тоа беше истреден преголема инвестиција само за еден кил, само за една рунда и сега Наикон последен останува жив од својот тим и ќе проба да го зачува ова оружје. Да видиме дали ќе успее. Тој потполно се повлече кон сета спонот, да видиме сега дали агресивно ќе играат Good Game да проба да го пројадат. Ова е многу интересна позиција поради тоа што моделот на овој форклифтов спречува многу куршуми да влезат во твојата глава, ама не спречува да идат во туѓата. Ејткит. Сега сме позицијата, се пикна позади зидот, неќе да изгубива МК. Пробува да го челенджне Дани и Дани го убива, не му дозволува да зачува таа МК. И сега економијата на Плутачи е доста лоша, но мислам дека тие ќе форсаат сега скоро секоја рунда за да може да добијат што е можно повеќе, бидејќи Нью, како што знаеме, е CT sided map. Гледаме 5 Deagles, еден Grenade од страна Хайредин со неколку Kevlars. Сега го Хайредин игра доста агресивно, бутка до што е можно подлабоко во Наикон леле. го преврта. Дани Добро што се еден до друг со тука неговото не е- оружје. Добро што се еден до друг не дозволуваат да има повеќе килс, туку одма играат за тој трейд како што можевме да видиме, но Коки и Орионс не им успеа тоа бидејќи Styles Cyclone, со не е Cyclone. Хајде ни леле враќаат какви Deagles. Немаш армор. Изгледаше малку страшно на моменти оваа рунда, но сепак се спасија Good Game, 10-та е во нивните раце и ова очигледно се гледа зошто ја одбраа оваа мапа, повторно ќе повторам. Повторно ќе повторам, да. Се гледа зошто ја одбраа оваа мапа, но Плутачи не изгледа толку јако колку што изгледа до сега во против другите мечови. Но мислам дека следната мапа која што е Dust 2, ако не се лажам, ќе биде многу поголем показател на тоа што може да ни приушти овој гейм помеѓу овие два тима. Во меѓувреме имаме ршум на А сајтот, си испод трейда, 3 на 3 завршивме некако, Наикон сега доаѓа од ротација, но не беше спремен таму Ејткит, веќе уште чекаше, Киксан бутна агресивно низ смоукот, one-tap врз Хайредин и сега Не успеа да го Стресар one-tapне. сам останува против двајца. Дали ќе пукне? Него за Оу, Ејткит сигурен во својот носкоп преку тој смоук. Си рече Јоло зашто да не го погоди, му ја знаеше потполната позиција каде се наоѓа како беше стресарен? Стресарн вајда, да. Стресарен. Ако е тој Cyclone, уште не е Ако грешиме, може ли некој да не поправи во чатот да, кој е петиот? кој е петиот играч на Плутачи, дали го грешиме или го погодуваме? Читале ово Јаневе, читаме во чатот. Не знаеме, мислеме дека не, туку Ејткит повторно продолжува со тоа што направи минатата партија Пауерди, прекрасен флик во главата на Стресар и сега Коки го гледаме тука
Заглавен е на овој Б-сайд, од сите страни мислам дека ќе почнат да му доаѓаат, додека двајца негови соиграчи се Може да горе. добие Убава еден кил позиција тука, неочекувана е, да, освен ако не му се наместат, го спотнува едниот, убаво го исконтролира спред наоѓа и втор кил, пробар да се сврти на третиот, но не беше Направи доволно. што може. И 2 на 2 сега остануваме. Орион и Найкон против Дани и Пауърди. Тимот на Good Game има доста utility, додека Орион има само една флешка и сега Найкон да видиме ќе ротира преку рампа каде заедно мислам дека кидат и двајцата кантери. Бомбата почнува да се плента. Стои флеш, забележа една глава. Врти каков прекрасен джигл пик. Го погоди во рамо Орион. Сега го забележа. Другиот да видиме сега Дани. Да, ја презема одговорноста, заедно со Пауърди ја чистат и оваа рунда, 12-тата им ја дава на Good Game. Имаме last round of the first half. Одлично подготвени. Good Game на Нюк. 12 рунди како терори, воопшто не е за фрканција. Не е наивно. Никој не го искористи тој буст што се наоѓа горе позади селото за да пикнат кон Heaven. Како немаат вежбано таа тимовите, односно тимот на Good Game, дејќи они ја имаат правата те страна. Пауърди подготвен за овој агресивен пуш на Найкон. Не изгуби ниту еден хп. Стреса на сега бутка таму кон Secret да проба да забележи некој противник и Вејткит сега ќе молотов некој Heaven со флешови ќе завзема тој A-сайд. Целосно го зазимаат овој ајсайд прекрасно. Дали ќе проверат ова Хајредин! локација? Хајредин држи и трча со своето SMG оружје и сега Дани по некоја случајност останува сам жив. Конечно уште една рунда во рацете на плутачи. Да видиме што можат да направат на те страната. Тоа е интересното кога играш како кантер, дека и иако има мапи кои што се, да кажеме, многу повеќе на твојата страна, проблемот е кога ќе почнеш да паѓаш во таа бездна од еко рунди, па рибајови, па халф бајови, премногу рунди губат и одеднаш кога ќе видиш дека е 10-0, да кажеме, резултат или нешто слично. Така да многу е битно оваа пиштол рунда ако сакаат воопшто нешто да направат во оваа мапа плутачи. Гледајте го скорот. Пушаат, бајги пушаат на... Имаме 4 играчи од тимот, не тројца се тоа што ќе чуваат Б и рампа. Единствениот играч кој им беше надвор, тоа беше Пауърди, го загуби својот живот и сега Дани со убав пик тука врз Найкон Леле кон А-сайдот, бомбата веќе е плентна, А-сайдот е тотално завземет од страна на плутачи, се кријат сега двајца, гледаме во лименката, додека тројца играчи на Good Game се кријат на Heavenот. Сега стои поп флеш пробуваат да искочат, сега Орион не, никој нема проверува позицијата на Орион. Доста тоа чокна нервозно играче го извади ножот Киксан, но не успеа ништо направи тоа. Сайклон се врти навремено, прво го спаси својот соиграч и после се сврта за 180 степени и ја тргна главата од рамењата на Иткит. И тука е првиот чекор до потенцијален камбек е тука за плутачи. Четвртата рунда е во нивни раце. Ке треба да го преживеат, да кажеме, овој бај од Good Game. Има од спротива еден скаут, еден SMG, 2 диглови и еден CZ. Меѓу 8 Kid со диглот прави дубари, но затоа тука се Коки и Cyclone да малце да ја стабилизираат оваа рунда, наѓаат 2 трейдови и целосен чист без сайт. Доаѓаат ротациите, но не доволно брзо, одлично го чува својот соиграч овде Орион. Иако Cyclone не му веруваше па прекина да ја плантира бомбата, сега Styles и Пауърди мораат нешто направат, но доста тешко изгледа покрај тоа што е плантирана бомба. Во рацете на Styles имаме скаут кој што е доста лошо оружје за ретейкови на сајтови и токму така губи својот живот и сега Пауърди само останува со диглот, ќе проба да тргне некое оружје, да кажеме, од оваа мапа, да го зачува, но ни тоа не му оди од рака. 12-тата, и се извинувам, 5-та рунда е тука за плутачи и првите 2 чекори се направени кон потенцијален камбек. И сега мораат теко да прават овде веќе Good Game. И ова ќе им донесе, освен ако не се случи некоја лудорија со дигл, ова ќе им донесе 6-та рунда за плутачи. Така е, можеме да видиме дека веќе 3 рунди поред земаат тимот на плутачи, доста ги охрабрува тоа да го направат можниот камбек, а и можниот W за оваа мапа и Пауърди флешнат или не, голема Коки, тоека Cyclone некој Леле чиста сајтот, но тука Styles не може ништо да направи со својот дигл, дека остануваат само уште Киксан и 8 Kid
И Киксан седи во смокот овде пробува да збуни некој, но не му успева. И сега знаете позицијата на Едкит, направи еден фраг, но не беше доволно за да го собере калашот или евентуално некое друго оружје. И сега ќе гледаме бај од Good Game. Styles продолжува со овој скаут. Не знам, некако чудно ми е скопт оружје да се играат на Нюк, покрај тоа, освен на рампа реално, каде што многу лесно се Може и оттргувате outside. од играта со смоук. Тоа е проблемот дека често се користат, секоја партија скоро се користат смокови и на Да. рампа и надвор и многу е ретко која успева да кажеме АВП. Ете ги гледам и смоковите. Ајде кога што се можеме да атакуваат. видиме голема е дистанцата од Heaven кон Secret, што реално едно АВП многу би значило. Сега сите излегуваат низ овој смоук на рампа. Едкит не успеа ништо да задржи одличен флеш од играчите на Плутачи и сега веќе влегуваат доле Power тука да преземе одговорност за чување на бесайдот. Се самоуби Styles некако, мислам дека падна од некоја голема висина. И Киксан и Дани сега остануваат сами, прават доста, но не доволно. Киксан е сега последен жив на својот тим и ова е доста лошо за економијата на Good Game. Но да видиме, Тоа некој најде нели? еден кил на 100 HP, но не беше подготвен за позицијата на Стресарн. Седмата рунда е тука за Плутачи и мораат повторно еко да одат Good Game. Дали ќе се одлучат тие за нивниот Извинете, тој за Silent Treatment, нешто бевме мутирани, изгледа по грешка. Значи, гледаме, бомбата е плантирана сега доле на Б, каде што пробуваат да го направат тој ретейк тимот на Good Game, но дали ќе бидат успешни? Не, Коки и Хайредин тука ќе спречуваат сите мовнини влезови за овој Б сайт и тоа ќе биде 8-та рунда, односно 6-та поред за тимот на Плутачи. Моки, реално можам да ти кажам дека метата изгледа сменета. Изгледа мапава станала T-сайд. Не мислам дека тимовите се на многу подобри во контекст на казнување, да кажеме, на тешко, колку е тешко да контролираш економијата кога си кантер, посебно ако губиш. Што не е проблем да земеш, да кажеме, 4 рунди поред, после ти е полесно да кажеме до некаде да контролираш економијата како кантер, ама Да. ако имаш некои една-две стратови само за одредени мапи, прави голема разлика тоа ако ги користиш само во тие перфектни рунди каде што е важно за да бидат еко во следната кантерите. Се Така е, надевам така дека е. ова беше јасно. Некаде да видиме сега екзекутираат на А сајтот. За прв пат после долго време некако не ходи баш тоа од рака, ги губат сите својот живот. Хайредин само станува убав срф од негова страна гледаме, но не знам баш дали сурфање ќе ја победи оваа рунда за својот тим. Style points. Style points. Хайредин направи звук тука, Хайредин надвор сега ќе влезе во под Heaven, под скалите. Мислам дека Иткит го слушна тоа, свесен е за кај може да се наоѓа, но Хайредин сега се искачува под скалите, нема да провери позади него и Едкит изгледа искочи таму, сега ќе се гушнат, но Едкит кросер плейсменот на Хайредин не беше баш на главата на Едкит и затоа го изгуби овој дуел и тоа ќе биде првиот гейм за првата рунда победена за Good Game после 6 поред, мислам дека, така е. Не 5. 6. 5. 6. 5. 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Аха, ти го сметаш и од минатиот халф. Да, и од пред халфот, да. Понимаем. Видиме како ќе се одвива оваа рунда, гледаме битна и за двата тима.
Ова е таа ресет рунда, поради тоа што нема веќе никој тим изгубено повеќе поред. И тимот што ќе изгуби оваа рунда иде сигурно во векот, дури може да се каже дека до некаде им се исплати на Плутачи да изгубат претходната, за да ги впуштат во дополнително еко овде good game. Тоа успеваат барем сега за старт да го прават, Стеалс го загубува својот живот на мейн. И сега се трансферираат кон рампа, таму Ејткит ќе ги пречека, само малце пукнува и одма се повлекува назад да проба да купи доволно време за да изротираат неговите соиграчи, но не се спуштаат одма во рампа. Хайредин проверува за Луркер и овде и го наоѓа Пауерди. Вториот кил за Хайредин во оваа рунда и вториот воопшто на рундата и некако ги свртеа на сега овако кросовер на NBA да му направиш на некој, ги свртеа целосно. И на крај завршија на А. Леле, мислам дека е носкоп, ама не се покажа. Да, вајде направил некој квикскоп. Само станува сега Ејткит против петорица дури живи. Да изгледаше ова со 12-3 халф изгледа... каков нейт! Со 12-3 халф изгледаше како да ќе биде брза партија за good game, ама некако не се справуваат баш добро со Плутачи на црта страната. Да, го виде. Сигурно се покажала Ејткит на мапата. На мини мапата. Но џабе нема да имаат време да го убијат и да му тргна таа пушка од рацете, каде што економијата е доста лоша, но сепак ќе купат неколку SMG-ња. Тимот на Good Game. Така гледаме Дани со познатиот негов фамозен Дигл. 3 MP9 ќе на M4, додека од тимот на Плутачи гледаме 4 калашникови и едно АВП кај Хайредин. Чудно се одлучува да не сейваат оваа рунда. Идат на Сега некој гледаме- халф бај реално, има едно Слушаат, зачувано внатре оружје, сега но тоа е Плутачи агресија од имаат- сите страни, влегоа четворица во радиорум и да видиме како ќе биде реакцијата тука од Плутачи, они одма трчаат кон Б сајтот претпоставувајќи дека е празен и мислам дека се сигурни, но него очекуваат, него ни слушна најкон, не ми е јасно како. Еден кил прави, сега оставуваат сами Стајлс и вакво и одличен спреј контрол на Стајлс, 2 кила го сопира овој Б пуш. Одеднаш се сврте целава рунда наопаку, Орион останува сам против двајца играчи на Good Game. Целиот товар е на негови плеќи. Да видиме дали ќе успее да клачне оваа рунда за својот тим, зашто Дали инаку Стелс ќе може да му види пушката во Window Room? Не успеа. Орион сега се повлекува надоле по скалите. Дали ќе се најде тука? навремено се сврти. Сега Да да видиме дали ќе биде подозрен за Киксан. Прави многу звук, Да, Киксан предвремено да, почна да да. пукна, но перфектно го истаймира тоа. Киксан 14-тата рунда е тука за Good Game. Втората рунда само во овој како црта страната, но кога ќе издоминираш толку многу како Т, не ти требаат очигледно многу повеќе рунди. Бај од двете страни ќе мораат нешто брзо да направат овде. Да, ова е Ајде крај. крај изгледа, најверојатно ќе биде 16-9, но да не кажуваме пред време ќе видиме што се случува. Мислам дека сега почнува токму така. Почнуваме со пиштол рундата на вториот финален Финален гейм, да, помеѓу Тоест- овие два тима, да видиме дали ќе не очекува трета мапа која што е Инферно, ако не се лажам. Така е. Или не. Водат 1-0 Good Game, првата победа на Нюк со 16-7. Имаме голема концентрација на играчи на Good Game на мид, интересно. Еден само имаат на, уствари тоа е агресивно бутнат надолго, но некако им се исплати овој ризик поради тоа што многу играчи, па тука гледаме дека се во ловер, имаме еден дури во средата агресивен е Пауерди, го погоди перфектно, тајмингот им излегува. Не Пауерди, добро, конечно, малце го исконтролира USP-то и најде два прекрасни хедшота, му се надополнува тука и Стајлс уште еден Пауерди со 3 Фантастичен. one тапа со своето USP. Пистол раунд. Така е. Првата рунда и во оваа мапа оди за Good Game. И гледаме одма два скаута, може да се овозможат тимот на Good Game. Така е.
И гледаме значи еден хедшот сега, тоа е најкон Леле кој губи Пауерди и остануваме 4:3. Играчи, односно Киксан со УСП губила најкон Леле. И сега тука е Етки да ги доврши и Орионс и Коки за да ја зацементираат втората рунда. Зацементираат? Зацементираат, да, тука некаде. Така Зацементираат, зацементираат, мислам дека така ја е преведам, да. моја грешка. Секој случај, Пауерди, гледаме, се одлучува на шатган, и тоа тој брзиот забавен. Коки дали ќе тагне некој? Не успеа да име сега Дани со тој молотов, ќе спречи пушот на лонг. Убав Така е, потпис, да, убаво се ги мислам. спречи да влезат. Додека гледаме тимот на Гуѓем агресивно играат кон тие тунели. Еве двајца катери тој идат преку Тиспон, што значи дека ќе дали ќе ги очекува сега можеме да видиме, тоа е Орион што ги забележа со неговиот скаут, но тој одма ќе падне. Веќе влегуваат сите играчите во те базата, си земаат кил, си зема информации, одма се повлекуваат назад додека мораат да отидат на шорт, зашто немаат каде на друго место да Тука се малце завршат. во сендвич тимот на доаѓа шатганот на Пауерди, наоѓа еден кил, наоѓа уште еден. Останува на еден ХП, во меѓувреме Ејткит на мид бутка и го убива најкон, само останува сега Орион кој што беше на шорт исто така и тој ја губи својата глава преку емката на Дани. 3:0. Добар старт за Good Game. Повторно сега плутачи се со тие Армори и Диглс и два Tech9s. Уште немаме сериозен бај некој од плутачи. Изгледа ќе рашаат одма кон Б-сайдот, кој што може да приметиме, да, без размислување. Дани со тој длабок нейт нема да направи демедж, но со емката успеа да убие еден. Одлични тредови, иако имаше АВП, само еден кил успеа да направи, мислам дека после одма изеде хедшот од далеку од P250. Сајтот е нивен, имаат армори, освен Хайредин, тука не го забележаа Дека таму стајал лажат. дека пика сега пред вратата го пука Дейзи. Стресар Дейзи, не бе. успеа да направи многу демидж, но не успеа доволно. На 5 хап Хайредин. клаѓа Хайредин. Од платформата пика, но тука е Пауерди да го очисти од кар. Сега под Windows се криеше најкон Леле, но лесен овертейк направија Good Game. Така е, четвртата рунда. Веќе овие 4 рунди изгледаат онака малце процедурално за Good Може Game. да се каже. Да, некако како да имаат смислен одреден план и да не прават ништо плутачи да ги сопрат во тоа. А иако оваа мапа, како што треба да напоменеме, е избрана од страната на плутачи, што требало да значи дека подобро треба да играат на нивната избрана мапа. И сега Еткит го убива Хайредин во Теспон од мид, Стайлс го убива и Стресарен на добар падал, додека Пауерди доста агресивно игра цело време, но ете сега Орионс беше подготвен, го пречека и го утепа тука Пауерди во лонг. Да, ако цело време правиш исти изненадувања, веќе нема да бидат изненадувања. 3 пати поред путна на лонг Пауерди, сега веќе се навикнаа на тоа. Да видиме тука Еткит. Каков шот и Стайлс со другото АВП сега, да. Што ги ловат како птици. И сега Орионс возвраќа во Скипсан. За тој калаш ќе се повлече, дали ќе го сейвне да видиме, бидејќи економијата им е... Бајаги време има за го сейвне, треба дури една минута цела да преживеат, му знаат до некаде позицијата. Но тешко е сепак да се брка со две АВП-ња Не одлучува човек. да релоудне тука Орионс. Изгледа сигурен во неговите тапс. Бомбата е падната на Suicide, ако не се лажам, Ејткит гледа баш кон неа. И ете го преку вратата, го пречека, го утепа. И тоа е осигура нивната пета рунда. Сачекуша. Така наречена. Го пречека ти каже, сачека. Имаме пауза, така да се враќаме на нас. Да, еве сме живи, здрави, Прави, неуморни, воопшто. како што ќе забележите. Има некој прашање како е чатот, активен ли е, гледачите, да не Ке прашувам. имат пак уште гивои за слушалки, една од големите активности што ги има во чатот. За жал нема веќе giveaway, ги дадовме сите, но ќе повторам, следете ја меса на социјалните мрежи, ќе дознавате за сите наредни турнири, во различни игри, во што и да е, и претпоставувам дека на сите од нив ќе има giveaway. Може и да следат дури подобри giveaways, како што може да напоменеме.
Уште е пауза, претпоставам дека ова е тактичка поради тоа што немаат никаков проблем со пинговите кога што го гледаме, мислам дека да анпаузираат. Да, може да и приметиме, двата значи направија таа тактичка пауза се искомуницираа меѓусеб, но дали ја направија тактиката сега ќе видиме. Мгм. Многу ќе биде битна оваа рунда бидејќи Се враќам иначе во геймот, да. А, кој што сам Даза беше decided map, или? Dust 2 е на кој се чувствува подобро, најфрагерска мапа на сите времиња, така да OG map. има у последно време некоја мета у контрола на долго каде што сите се фокусираат на тоа, ама Видиме сега 4 кадри се тука околината на Асайд, значи значи изгледа ќе оправа тој mid to B push каде што на Б е оставен само един со неговиот снайпер. И сега тука агресивно Како искача од смокот молото. Хиксен каде што ги наоѓа прави доста демеջ, но сепак паѓа од страна на Орионс. Пауерти има добар агол, тука смокот не беше доволно добар за да го заштити целиот CT view angle и сега тука 8kit со неговиот 5-7 убива еден, паѓа 8kit и останува Коки сам против тројца. изгледаше ова како добра рунда за плутачи, како да ја прочита мапата четворица беа на А Да. и лонг позицијата, но некако не им отиде тоа баш од рака, тој смоук во цета стварно не им овозможи да поминат таму и сега Коки се наоѓа во 1 versus 3 ситуација и него Чеко се Добар врти на тик. времено, прекрасен хедшот од него го наоѓа и Коки вториот уште и еден сега кил. Стайл само останува. Има овде предноста до некаде и сега им му да виде ногата, видиме и Коки Коки ја со 4 клачнува. хедшот ја освојува оваа рунда, го прави клачот што им беше многу битен на тимот плутачи, дали ова ќе ги врати во живо играчите, сега ќе видиме. Да, тоа е проблемот дека ако треба некој да направи 4 фрага во одредена рунда за да земеш рунда, Тоа ќе биде тогаш Коки. делува како да не си подготвен за мапата, но да видиме дали ова ќе им даде малце енергија на плутачи да се вратат Лонг во сајтот е скоро спразен, но играчите на Good Game ги случнаа сите тие флешови. И така да одма гледаме ротираат. Ќе се буснат сега тука Дани со Стайл. Сега со тие скаутови да имат дали ќе играат не само. Дани преку Дани. дури во пит стигна да го убие Орион и сега стресарен. Стресар е тука со 2 фрага од пит позицијата. Дани, Не, дали 8-hit и стресан? Стайл. Стресан да се 3 фрага за се него од одлучи пит. за тој смоук шот, хедшот И четвртиот Стресар сега кој беше во минатата рунда кој што ја Па. презема одговорноста, мислам дека тоа беше Беше Коки, Коки. сега Стресар ја презема 4 фрага за него и сега останува сам 8-kit на во ЦТ база, додека бомбата е поставена на Б и не беше подготвен за агресивната позиција на Хайредин. Втората рунда е тука, двете рунди што ги земаа плутачи беа со 4 фрага на нивни индивидуални играчи. Сега еко рунда мислам дека имаме од страна Good Game, еден скаут кај Styles, 3 Deagles и едно USP. Стајлс има фул онака влезена во оваа рунда со USB-то Киксан се искача, не знам Киксан само дали беше така. тоа баш најдобар избор за него. Киксан се киксна малце, ама ќе видиме што ќе се случи сега. Оваа рунда пробува 360 да направи Стајлс, Сакаше Стайл да да ги добие. убие, леле ми да се имињава. Ти иде со овие Што да ти кажам, фантастични работи. панови за никаде. Остануваат Даме, Да, Дане се извинувам, Дани со и неговиот Екит. дигл, дали ќе го најде се? Не успеа да го убие. Хайредин што се крие на топ оф мид и сега 8-kit. Тоа има неговите дигл способности, тоа е еден, тоа е Еден. доволно за него Ама вреден. и плутачи 3 рунди поред. Така е. Изгледа Исто таа како и тактичка претходната пауза. мапа, само малце побрзо некако им текна да се Порано, вратат да. во оваа игра, да им требаше цел халф на Нюк за да се вратат, сега после 5 рунди тоа го прават. Екстремно битна рунда, но не изгледа тоа за Good Game дека е така. Имаме во рацете на Styles M249. Не, ова е Негев. Не ги е, Но сепак Хайредин сека да го контесне тој Негев кај што
испукува доста куршуми, каде што тоа ќе биде многу тешко да го направи, макар и со АВП. Коки преку смоукот го убива Пауърди со хедшот и сега се повлекуваат. Киксан тука е влезан длабоко во лонг, кој забележува Коки. И си бега како ништо да не се случи. Толку лесно. Го изеде Толку ножот лесно. тука. Коки. Некој те беше како фейдавој си направи, си го утепа, си се врати. Дани овде во интересна оф англ позиција. Мислам дека кача нема на да го кутијата. очекуваат да гледаат таму, така да има сигурен еден кил. Сега ќе се движат кон... Го скрија пето овде умешно Орион. Киксан се уште не пикнува, да видиме не пробани со шолдер пик, туку... Еве... Не, тоа беше многу лош флеш од страна на Стресен, што беше со тој флеш? Ги Киксан. флешна двајцата свој тимейтс и направија голема грешка, затоа изгубија оваа рунда. Kick W. Хайредин, ја гледам мид позицијата, многу смокна, нема да може да направи демидж, освен ако не му се потрефи. Повторно ја гледаме таа лонг битката, но на мид Најкон веќе леле. искача Најкон, не гледа на ВЦ, за жал, повторно е дупка има WK. огромна во смокот, да. Но ова мислам дека не беше нивен, туку беше на кантерите, само се надеваше дека нема да очекуваат Да. толку брзо некој да бутне на мид. Но човек предност веќе имаат good game во оваа 10-та рунда. Се уште игра стайл со Рамбото. Се кријат во тунелите тимот на плутачи, додека Хайредин со АВП-то и бомбата во негови раце се крие на тој T-spawn. Чекат да видиме дали Стелс ќе пикне, не сега се повлекува и гледа кон мид Хайредин. Гледаме две бомби паѓаат на шорт, каде што нема ниту еден играч на good game. Пауърд има тука добра позиција, ако Стресен сака да искочи, да пикне, да видиме кој ќе победи овој дуел. Така е, Стресар спремен за таа позиција. Приемна во главата на Пауърди. Сега враќаат на 4 на 4 оваа рунда. Коки си влегува само од истовремено имаме пинсер страто и влегуваат од мид, токму така Коки наоѓа еден кил, Орион од мид други, сега го има целосно без сајтот Киксан и Стайлс остануваат и Стайлс наоѓа кил со Рамбо. Ќе биде смоукнат, но може да видиме дека Киксан се наоѓа скрос на другиот крај на мапата, што не верувам дека ќе успеат да направат некој клач овде, дали ќе само, да, изгледа ќе пробаат само неколку фрага да добијат тимот на good game. Сега Сталс го довршува Стресен кој што се пукаше на суиса. Убав флик. Дали ќе пикне сега на мид, дали ќе проба да го најде Киксан тука. Да видиме Хайредин дали ќе биде спремен. Не, Киксан повторно со тој нож во рацете. Го слушна тој скок од страна на Орион. Орион ќе биде спремен. И Орион го фалати Аутодиректор, така многу сакаме да видиме POV-то на Хайредин таму како гледа меѓу вратите. Меѓу врати, прозорци. Четвртата рунда е тука за плутачи, се приближуваат се поблиску и поблиску до израмнување против good game на оваа мапа. Киксан рече нема приближување, после фрли NA Nade. Nade, не бомб. И Стайлс и Нет. Дали ќе може да пронајде уште еден, тука видиме... Да, губија Стресен со тој скаут. Са најкон лелеко возвраќа за тие 2 кила што ги направи Киксан. Стануваат 4:3 сега тимот на good game. Така е. Еден човек предност, но не значи многу ако си идат тука на ќе еден го... сајт, се сврта на времено, иако изеде хедшот паѓа на 11 HP Орион, но Калашот си ја прави својата работа. Наоѓа уште еден кил и сега поради некоја причина се вртиме од 4 на 3 на 3:1 во полза на тие што има помалци играчи. Стайлс останува сам со овој... Не е Рамбо. Ја мислам дека M24 не е Негев. Не, Негев. Негев, извини, слеп сум. Да, со овој Негев M24 не Ке беше. влезе, значи храбро, мушки до крај со тој... За малку. Но петата рунда е тука за плутачи, мислам дека треба да прекинат да играат good game со овие интересни оружја, да ги наречам. Стайлс, не ќе да слуша Стайлс, единствено нешто што е одлучен за овој гейм е скаут и Негев. Така.
Име Киксан дали повторно може да го направи истото што и претходната рунда го стори, но изгледа нема да пикне тука никој на мид. Дани, гледаме Дани добива 2 кила со дигалот, односно флешнат и сега што се случи сега на лонг? Скубија тројца играчи тимот на плутачи. И сега Киксан не можеше да се сврти доволно брзо со тој скаут. Коки и некој неле ставија спремен. Ништо. Стайлс очигледно не му е гајле дека игра со ова оружје. Сега му 32 станува со хп. прекрасен Тоа хедшот мислам од дека ќе биде Коки. еден шот од тука. Да, Да. така е и 8-кит го довршува Коки. Не знам на лонг само како се каже ова што не префрла камерата? Аутодиректор. Аутодиректор не префрли на лонг да видиме што се случи, како Данис потполно флешна, доби 2 кила со неговиот дигал, го спречија тој пуш од страна на плутачи и ја завзема оваа рунда. Повторно гледаме Стайлсон со Негев. Халф, не баш халф, бајам изфорсиран фајт Паварди. видам од плутачи. Сепак На Айкон Паварди. вели нема гајла за тоа. Наоѓа еден кил, сега наоѓа и втор, треба да го смокнат сете спонот за да можат да влезат, но се одлучува да се повлечат назад како да ќе одат кон шорт, изгледа како да ќе завршуваат на А. Гори тука Дани малце во Сега шортот им е потполно празен на тимот плутачи, можат комодно да испушаат до крај. Тиме дали некој ќе се обиде да пикне доле кон елевейтор, таму го забележува Орион, Киксан паѓа. Исто така и Дани е све оставено на 8-кит, да видиме дали тој ќе го тесне, но сепак паѓа од страна на Коки. 7-6. Една рунда предност за Good Game во оваа втора мапа. Повторно форсираат Good Game. Сега гледаме 5 диглови заедно со армори. Стайл utility пуша преку тој смок. Уј го хедшотнува. Не за можеше да го малку, најде ќе вториот. почнав да се дерам. Мирисаше на уште еден one dig на во долж на целата мапа, но сепак не. Хайредин со добар флик на шорт кој убива Пауерди и сега молотовот го фрла. Кај дабл дорска шорт некој проба да му скока да му го одвлече вниманието. Да видиме 8-кит се крие сега во ловер tunnels, не знам дали се свесни за тоа тимот на плутачи, бомбата им е се уште во T-спонот. Видиме тука Дани сега со дигалот ќе проба да пикне на тие тунели, но сепак ротираат. На сега 8-кит дали ќе 8-кит е потполно слеп. Од со играч. Се Ајде, сврте еден некако кил. успеа еден хедшот да му даде на стресар. Убав пуш овде има, но на другата страна Дани паѓа и сега останува сам Киксан овде. Му знаат позицијата, ќе излегува, пуша за преку- малку му прави многу демидж на Орион, но недоволно за да го бутне. Гледаме изначување и сега ќе видиме овој лес раунд од полувремето. 4 скаута. Оу, на мидова ќе биде некоја журка. Фиеста. Оу, ама ауто снайпер имаме во рацете на Хайредин, така да и тоа Оу! може да биде интересно, но не е никаков проблем ако го погодиш Потакнуваат, има. во хедшотот низ врата. Eight-Kit го надополнува својот соиграч Пауерди со уште еден хедшот. Имаме уште еден од Пауерди. Очигледно ова е новиот страт. Good scout. 4 скаута. Тајал сега свесен дека може да има некој на лонг и го остава на 50 хп. Орион. Не, тоа е најкон леле, извинете. Но сега Орион тоа ќе убие стайл од шорт, каде што сепак изгубија доста играчи тимот. Да, на некако им Good се распаѓа рундава на Good Game. Не, Орион го загубува својот живот и сега некој леле ќе проба да истрча кон Б, но мислам дека Пауерди одма тука позади него не споро игра, да видиме дали ќе влезе кон лонг. Да, Некако се заглавени овде кона Good Game. Диме, имаат ли немаат ни дефюз кит, што тоа ќе значи Да, ако успее на брзинка да плантира бомбата на Б и да го фати аголот од црта низ вратите, ќе има голема можност да земе оваа рунда, зашто би требало да убие еден таму. Eight-Kit сега му приметува дека Пауерди му кажува дека нема никој на лонг сајтот, тоа значи дека ќе Иде го Добива сега пробаш. предност одеднаш во овој клач
Најкон, ова е веќе втор кил за него, треба да направи трет за да добие оваа рунда и со овој смок мислам дека сака дисвејка некој, но Пауерди е Пауерди! подготвен. Четврт кил за Пауерди во оваа рунда и со тоа го заклучува првиот го заклучува халфот на оваа втора мапа и им ја дава минималната предност од една рунда на Good Game. Така е, видовме добар халф беше ова. Се држа двата тима, односно кој имаше предност, тимот на Good Game има таа предност од 4-0, каде што после тој тактички тајмот или 5-0, извинете, да, еве гледаме 5-0. Тимот на плутачи успеа да се вратат доста добро. Но сепак оваа последна рунда издоминира Good Game со нивната стратегија од 4 скаутс на мид. И сега да видиме што не очекува во ова второ полувреме. Интересен филм. Трето полувреме. Се каже филмот. Имаме лонг пуш од страна на Сега Good тука Game. има огромна борба, тројца, четворица и од двете страни се овде и некако Испопаѓа излегуваат он топ. сите, Се 4 испопаѓа- кила направија Киксан, само станува и оне на Б сајтот, но многу тропа да и го слушнаа сега тука, нема биде подготвен за Најкон. Уште еден хедшот и имаме израмнување. 8-8. Две Infinities. Ова беше тој гейм што го сакаме. Близок, баш како што му прилега на едно финале. Скаут имаме во рацете на Styles. И повторно форсираат Good Game. Не сум сигурен зашто, но добро. 4 диглови и 1 скаут. Од другата страна ќе пречекат 2 фамас и 1 МК, 1 SMG и 1 фамас. Некако како да се подзаглавени надолго овде играчите на Good Game. Не знаат како да продолжат, но сега излегуваат таму и ќе ги пречекаат тројца играчи на плутачи. Пауерди Тука има добра позиција, но мислам дека оваа позиција е доста очекувана за да проверат. видиме сега што ќе направи Пауерди, Да. ништо нема да направи, да го проверуваат и одма сега се повлекуваат додека имаат долго контролата. И сега почнува борбата на сајтот, излегува ни смокот, Хајредин не го очекуваат таму, убави 2 фрага и Најкон се надополнува, имаме првото водство на плутачи во овој втор меч. А мислам дека и во целиот гейм до сега, така Да, ниеднаш прво не водство имаат, така. водеа ни на њук, а сега го добиваат првото водство. Конечно се одлучуваат на half-by тука Good Game, но мислам дека и после ова ќе требаат или не, колку имаат рунди поред изгубено? 2, можно е уште и после ова да ќе треба да чуваат, зашто не знам баш дали ќе имаат доволно пари сите со од 2000. Хајредин агресивно Хајредин со тоа. продолжува да си фарма со својот Ау. SMG, 3 кила веќе за него во оваа рунда, паѓа на 1 HP некако, но Орион бутка некако да не го слуша тоа Дани и сега само станува Styles против петорица. Име сега стал што ќе направи со овој дигал, дали ќе добие еден Ух! многу гутнува, тој и хечот, но го... Добро, некако Ау, ги така ги дадеше тој утепат. хедшот, ќе беше журка. Да, дефинитивно. Сега се одлучуваат да купат тимот на Good Game. Да. Тие не се одлучуваат за тактички тајмот, изгледа се спремни, сите нивни тактики си ги знаат, нема потреба од менување на ништо сега за сега. Ќе имаме тимот на Good Game ќе се движат кон тие тунели додека Styles дава флешови на лонг, тоа само да ги повлече играчите на плутачи. И до некаде Таа му успева страна. тоа, тројца се гледаат натаму. Ако може да завземат сега мид контрола Good Game, односно да смокнат CT и да пробат mid to B push, многу ќе им биде успешно, бидејќи нема никој од страната на плутачи што го каврнува тој CT, освен сега Најкон Леле што ќе го провери Тоа, со а Орион Аде. гледаме дека игра на ивиците на смокот, од Да, другата страна го доста е пречекуваат близко, двајца. Одличен добар флеш од флеш. својот играч, но не доволно сега доаѓа Коки да му помогне со фрагови. Eitkid Во без меѓувреме смок. Eitkid влегува на мид и нема смок, но нема исто така ни проблем. Пауерди и Eitkid ја чистат Dust 2, се извинам, и останува сега сам Хајредин Чистат против прашината. четворица, ја чистат прашината на Dust 2, да. Да, убаво изиграно од страна на Good Game. И таа една рунда ги доближи тоа. Зборови. Иду и се на чување.
Дабл АВП сетап интересен, имаме тука плутачи, двајца се со АВП-ња и имаат на коки дигл, а од другата страна имаме 3 калаша, АВП и 1 галил. Сега ќе Видиме биде Најкон интересно. агресивен на шорт, тука може да се изнафарма главчиња Да, и тоа е еден так. прави еден динг, но одма после динг добива од калашот, но Калашот. тоа е смрт за него. Видиме сега Коки, Многу перфектен тука од флеш за страна него, на да. Едкит. И продолжуваат да влегуваат на Киксан асајтот, агресивен. како брзо скокна доле, агресивно си тапнува Киксан, Хајредин и Орион сега со АВП-њата враќаат по еден кил и за двајцата, вкупно 2, quick maths. Хајредин и уште еден quick math наоѓа, да, и ја враќа на 2 на 2 ситуацијата. Некако немаат баш добра позиција, тука тимот на Good Game Utility има доволно. Дали Хајредин не е спремен за тој пик од страна. Дани сега ќе смокнат рампата. Има еден кјош кој што станува забележлив, но сепак Орион се одлучува да иде на шорт. Така, ја поставуваат бомбата. Има еден на не дефолт Дани, позиција. но Дани се враќа кон лонг. Орион се уште ќе почека овој смок да заврши, нема дефюз, ќе мора да напоменам. Спроверува некој да нема тука покрај смокот, не, никој не се крие таму. Сега сега со тоа пукање дознаа каде е, но сепак Орион се изгледа се одлучи, не само се, да. Се одлучи да сейвне, нема дефюзкет, Така, нема како да проба, сега и бегаат. многу е тежок ритек со АВП, посебно против Може двајца. тука со Дани сега да се начекаат и да видиме дали Дани ќе го убие Орионс или Орионс ќе го... Да. Тактичка пауза параат од Орион, од плутачи. Се враќаме на нас на кратко додека оваа пауза трае. Што мислиш сега за геймов? Оваа втора мапа? Интересно реално, значи тука е резултатот цело време. Се изедначува, имаме добри плейс од двата тима. Така и се покажа дека првата мапа очигледно беше поспремна, да кажеме, поспремена Да. за Good Game. Има доминација како те страната, иако покажа знаци на живот како цете, извинете, како те кога се преместија плутачи, но гледаме на мапа која што е поизрамнета за двата тима, не е некој чист пик, веќе сме на нерешен резултат, 10-10, нешто што му прилага на едно финале. Поздрав Кире. 1-0, да, водат првата мапа на Нюк ја зема со 16-7, а веќе се подготвени од да излезат од овој тактички тайм-аут Веко како двата тима. заморан да е капа. Па, може да се каже. Шо? После... Да ме не верам дека сум само ја, исто така и Моки, само Моки не го покажува тоа. Моки е цврсто момче. Почнате геймот кој што може да видиме, имаме една АВП кај Хајредин, 2 Deagles и 2 MP9-ки. Некон леле доста искушал тука на upper mid каде што губива Киксан и сега ќе се повлече, нема да земе пушка, дали ќе биде спремен за Едкит од позади. Не, Едкит го убива најкон леле. Возвраќа со 4:4. Сега Styles е со аутолуп. За фармање на мид. Но помина таа фаза. Сепак интересен имаме овде на плутачи, останати се на едно Дали ќе АВП, бидат 2 спремни за SMG и стресен Дигл. што се крие тука кај Кар. Мислам дека кога забележа малце, да, Паорди ја забележа неговата пушка, сега ќе комодно ќе може да влезат на тој асајд да плентнат бомбата, да изиграат полека како што треба. Едкит го убива Коки и сега Орион се последниот што останува на мид, да име Едкит сега дали ќе го забележи, не. Да, го убива Пауерди, зема калашот спреја преку вратата, го погоди неколку пати Едкит. Име Едкит го остава на 15 хп, но Стайл не може да го... Vacation? За милиметар. Но сепак Орион се одлучува да сейвне. Сега дај што даш и ој калаше нешто. Калашников. Моки. Кимо. Не е тоа наопаку. Иком. Кимо, што би рекле србите.
видиме како се одвива оваа рунда. Имаат само еден зачуван Калашников, тоа е во рацете на Styles. Орион. Уу, Styles! И токму зачуваниот Калаш паѓа, Орион. Стајлс му се потрефи, а видете колку агресивно бутка Хайредин, никој ова не го очекува. Еден кил, два кила, да видиме, не се врти, не се грида на тој третиот да го земе на топ мид. Меѓувреме, Коки се враќа овде на крос. Дани. Пукане од Кокија, но тоа е само со УСП, не прави некој голем демиш на толку далеко. Стресен го пречека тука Styles, кај што падна бомбата и сега тоа Дани мислам дека може да забележи малце преку тој smoke gap. Смоука сега Suicide. Не го виде, не го ни очекуваше Хайредин да се крие на таа позиција. Многу добро изиграно од Хайредин оваа рунда со тој пуш преку смоук на шорт што ги пречека двајца играчи што не беа спремни за тоа и ги подигна со диголот, се врати, се качи на сете кутиите и ја затвори рундата. Така има уште едно израмнување на овој меч. Потенцијален овертайм. Не да бог. Не да боже. Замисли и квадрупл овертайм и трета мапа, И да не кажам такви злобни Те работи. молам. Знаеш дека Кастер Крсе Нека Стар Крсе значи нема да се случи тоа што си го кажам. Или спротивното ќе се случи. ја почекуваме quadruple овертайм. Се наоѓаат во тунелите тимот на Good Game, се спремаат со смокови, флешови да излезат на тој бесайд. Видиме или само го прават како фейк тоа? Не. Орди го убива Хайредин, тоа е... Ама како не може, не фрлаат смок на цета што тоа многу ги Цело време открива. тоа го прават, мислам дека веруваат дека ќе ги победат сите дуели, па да, поради да, тоа да. не го фрлаат смокот. Ејткит сега го пречека Коки што проба да испуша, сега тука е стресен го. Има пик Eight advantage овде 8-кит, зашто он пика од десната страна, додека другиот од левата. Уј, на крај Прв гледаш гледа. шета. Not like this. Добро е, затворено беше шишето. Иначе компјутерот Иначе компјутерот трип од Insomnia Computers. е подалеку. И ова беше инаку еко рунда. Не еко, ама форс со диглови и такви Да. работи за Good Game. И ја Добро. зема, а после изгледа почна и да се пукаат малце на крај. Да не кажам за сите бумери во чатот си играат мајтап. Си играат мајтап. Најкон успева да го сопре пушот на Дани, односно бркањето за Сега си оружјето. влегува во пит тимот на Good Game да видиме дали таму ќе си играат. Ке си се ќе си погушкаат малце, темпаат да. нешто. Позитивен скаут. 12-11. Така. Хайредин. Убав буст овде врз смокот, никој мислам дека не го очекуваше тоа. Изгледаше како да ќе го погоди тој флик Хайредин, но не му отиде тоа баш од рака. Сепак имаат еден човек предност во оваа рунда, што е доста значено и двата тима се при крај на своите финансии. Конечно го одлучија за гледаме CT тој smoke. mid to be smoke. Дури два мислам дека става. Да, Киксан мислам дека претпоставуваше дека не се гледа, но Орион подготвени за тој агол. Хайредин сега се надополнува и ми мириса на уште едно изедначување. 8-кит сега паѓа на 4 HP. А истото тоа го прави и Дани. Не на 4, он е на 9. Да видиме како ќе се одвива оваа рунда, иако се на толку лоу HP, имаат потенцијал да земат, сепак не се одлучува да постави бомбата, мислам дека тоа беше грешка, зашто со поставена бомба барем сигурно имаш дополнително средства за средната рунда и целиот притисок е ставен на плеќите на противничкиот тим, односно на кантерите. Иткит дали ќе сака да сейвне, но сега ќе биде пречекан, ќе биде ставен во сендвич, не, сепак ќе проба да најде некој фраг сега на асайт од каде што ја чуваат бомбата. Уште Саме. 19 секунди, нема многу време Иткит.
Добро бе, извини. Се враќа. Ејткит ќе си остане сокри на шорт. Ќе Само во озбаки. позадина успеа да се сврти навремено, слушалките го направија своето. Така е. 12-12, уште едно изедначување имаме. Што може да забележиме, Дани овој гейм малце послабо игра од претходните. Да, мислам дека помалку играше со Дигл ради тоа. Да. Имаме пето е се уште кај 8-kit. Се уште не се договарат со пиштолите што да направат. Гледаме на топ мид, веќе се бутнати двајца, тоа е Да. најкон. Влезане очекуваат целосно тоа. на топ мид. Не, се повлекува. Овде ќе има, мислам дека убав буст за лоуер, но се повлекува од лоуер, така да не им оди тоа баш од прилог. А сега ќе почнат кон шорт да екзекутираат good game. Таму ќе ги пречекува, тоа е Најкон на А сајтот, он ќе биде првиот контакт, но некако се заглавени на шорт како да не екзекутираат. И надолго има еден играч, тој мислам дека со АВП 8-kit. Дали го промашија смокот толку така и еден трейд имаме. Хайредин со уште еден кил за својот тим, но Киксан со хедшот од својот дигл ја израмнува оваа партија. Оваа рунда се извинувам, повторно имам израмнување 2-2 и конечно се уклучи и Стайлз во оваа рунда со кил за него. Коки сега е сам против двајца. Не знам зашто толку агресивно идат, мислам дека ќе има колби, сепак не се тргна на време, но Стайлз иако е паднат на 1 хп. Кукли може да му направи овде. Кукли стайл? Да, но не, сепак се одлучува малце попасивно да го одигра ова. Коки. Да, класна ова рунда, но не е подготвен за позицијата на Киксан. И 13 рунди за good game. Ова еко рунда со една АВП од страна на тимот Good Game. Се приближуваме до финишот на овој оваа втора мапа, се извинувам, веќе и мене ми е мозокот на пасање. Форс имаме и од двете екипи. Се пука сега во нога, Киксан го пука Стайлз. Од Плутачи имаме 3 диглови, еден SMG и Скаут, а од другата страна 3 калаши, еден Галил и еден снайпер. Сега Дани. Најкон, убав еден хедшот, но одма после тоа се повлекува. Не беше гриди за втор. Се префрли на мид, не знам дали тоа ќе го очекува тоа. Некако изгледаат како да кидат на мид туби, но сепак сега со ова убиство на шорт возможно е да се префрлат кон на сајдот и тоа и го прават, а таму ќе ги пречека колку што можам да забележам Коки со својот скаут. Скока Киксан изеде таг од Коки и после го докрачи Најкон од Сити. И мислам дека да, на Најкон му падна директно калашот на Коки што беше во рацете, директно му падна на Најкон да си го собере. 4 сега се живи за Плутачи, а преврте оваа рунда, иако беше изфорсирано и стресан со уште 2 кила ја запечатува. 13-тата имаме уште едно израмнување. Играат рунда за рунда, пауза бараат тактичка Плутачи. од Плутачи, ќе се префрлиме на кратко на нас. Гледам дека значи во целиот турнир еко рундиве некако со Диглс прават чуда. Така е, тие што се разиграни, очигледно кратко им беше договарањето што ќе прават оваа рунда, така да се враќаме на оваа втора мапа во финален меч, да видиме што не очекува. Имаме израмнување, дечки 13-13. Форс повторно од Good Game. И мислам дека се погодија меѓусебно во главата во база на 2 хп дури падна 8-kit. А никој не пукна ништо од противничкиот тим, односно од кантерите. Таму се крие Киксан кој Орион знаеше дека е таму со тој нейт и Видиме само сега како ќе се одвива ова. Дани
И 8 останува сам. И тој го губи својот живот. Има предност 14 спрема 13 за плутачи. Со ова што форсираат секоја рунда, Good Game се ставија во неудобна ситуација. Повторно мораат да форсираат за да сопрат до 15-та рунда да стигнат плутачи. Не сум сигурен баш за водењето на економијата на Good Game. Све може да не очекува со овие 4 Deagles како што напоменав. Да. И тој скаут кај Styles. Сам да има доста споро играат. Styles пробува со тој jump shot да погоди некој на mid doors. Без сајтот е оставен потполно празен од страна на плутачи. Сега Орион се враќа, го приметил тоа. Ову си фрлија смок за да можат да поминат низ Б. Го слушна овој смок Орион и затоа одма повлече кон Б. Убав молотов, го собира потенцијалниот Пауърди? Пауърди си гори, дали е намерно тоа или мислеше дека го покрива смокот. Видиме. Двајца сега се влезени, Киксан прави едно убиство, но му се местат на Орион со 3 прекрасни кила со својата МК, го затвара без сајдот и имаме 15-тата рунда за плутачи. Се ближи потенцијал на трета мапа, да не ја урочам, но сега ги гледаме калашите, се зафркаваме. Еден калаш има само во рацете на Дани, а другите се со диглови и еден мактен. Тиме дали ќе успеат Чудно одиграно од Good Game. Ова мапа стварно се играа премногу со економијата, многу форса и некако го искоцка предноста што ја имаат. Коки, иако го спрејам премногу, но затоа тука е наикон да му помогне откако неговиот соиграч снема куршуми. Но ова овозможи на мид да влезе Styles, бука со дигалот, но не е доволно. Прави малку демидж, го бутка на 44 HP Хайредин. А меѓу време Еткет губи својот живот. Сега Styles заборави да репетира, но целосно го имаат без сајтот сега Good Game. Видиме, Styles овде ќе има главна задача, но се повлекува. Не го чува CT спонот да не им дозволи да кроснат кон без сајтот. Со тој молотов кон Window колку толку ќе и малце време Дани. Се одлучуваат двајцата да идат од тој мидсайд. Така. Каде што Styles се крие кај Уба пофлешка Кар. видео коки се фрла, но Styles и Дани некако со ја- двата кила, одлична поставеност на нив и одлично го зачуваа сајтот. Good Game се приближуваат до магичните 15-15. Значи како што рековме, како што видовме со скоро full buy, неколку пушки од страна на Good Game успеа да ја зема таа 14 рунда која се ближа до тој овертајм, но сепак не се знае. Име сега стресен е на 13 HP изгледа Styles. Погоден беше на измид вратите. Да. Сега... Гледаме тука буст, мислам дека на Да, на така е. играчите. Но да некој да го најко, очекуваше тој буст. И сега доста изгуби еден играч и тоа стресен е многу лоу. Ме стал со тој флеш на mid doors. Ги испушаат преку шорт како што може да видиме. Но тука е Орион, но стресен го убива. Не бе, каква па... Да. Овертајм. Каков поп флеш, каков поп флеш. Јас изгледа нешто што намалив тука со... Да, можно е, да. Одма почнуваме со овертајмот, да подсетиме да подсетиме играме 10.000
за тимовите на овертайм. Така да ова ќе биде доста тешко за катерите ако изгубат една или две рунди. Тоа ќе значи дека за третата нема да имаат доволно средства. Колку агресивен тука Power Dynamite воопшто не го очекува, тоа му се нареди, а на него двајцата ги собра со својот калаш. И сега фрла и смоук и молотов и си бутка, за малце ќе си направи 1G. Сепак се спаси од тоа. Найкон, Орион и Дези, знаејќи ја економијата, колку е тешка да се контролира на кантери со 10.000 на овертайм, мислам дека ќе ги зачуваат овие оружја и токму така они се ставени, токму овде има таа контрола, додека знаејќи ја оваа реалност ќе ги хантаат good game, ќе ги бркаат, ќе ги ловат. И убав буст тука, Кикса не беше подготвен Найкон за тоа. Да видиме дали е спремен. Киксан со уште еден кил. Пробуваат да ги зачуваат оружјето, но воопшто не им иде тоа од рака. Мислам дека само Орион ќе го зачува овој калаш што го бутна од рацете на Дани, но немаме АВП кој што го носат во следната рунда, а тоа е главното оружје за понатаму. Good game со првата рунда во овој овертайм. Подсетиме, прв до 19-тата рунда е главниот. Имаме кратка пауза, но мислам дека одма ќе се вратиме. Ќе се префрлам кратко на нас, додека трае оваа пауза. Мојот колега имаше биолошки потреби, така да на кратко сум јас само со вас. За вие храбрите што останувате и денеска после 12 часот, пази го банерот, оти при крај ми е срцево. Мислам дека се реди и двата тима, токму така, и ќе продолжиме одма со геймот. Се слушна. Па не ни треба пауза на нас. Така Ние е. сме спремни. Се враќаме дечки во геймот, да посетиме првата рунда во овој овертайм ја земаа good game, инаку 1-0 токму тие водат во мапи. Во големото финале првата, која што беше Нюк, ја земаа со 16 наспрема 7. Видиме сега, економски се доста лоши овде плутачи, ако изгубат оваа рунда, мислам дека би требало тоа да значи 3 за good game во првиот овертайм half. Но сепак тоа е во иднина, видиме сега што ќе се одлучат. Good game изгледат како да се фокусираат на шорт, а тоа е перфектно одбрана позиција, гледајќи дека само Орион ја чува таа позиција и тоа само со Калашников. Но некако споро им иде екзекуцијата, па добро се репозиционираше и сега тоа мислам дека само фейк бидат mid to B. Найкон си издаде својата позиција и сега го губи својот живот. Има целосна контрола на мид. Хайредин е единствен кој што останат да го чува овој бесайд заедно со мид и сега го сендвичнуваат од сите страни. Прави уште еден хил Хайредин и уште еден сам го чува сајдот. Стайлс доаѓа сега, дали ќе може да клачне 1 versus 3. Го наоѓа првиот, тој беше бранителот на сајдот Хайредин. Заборавих да го репетира калашот, мислам дека после плантирањето ќе мора тоа да го направи. Сепак не верува во своите 12 куршуми. Убаво го користи својот utility, еден смоук на врата, еден молотов на виндоу, ги трга двата агли барем за момент да не ги размислува. Видиме, токму така снимува куршуми, премногу време му требаше, имаме повторно израмнување 16-16. Многу бава реализирана идеја од страна на Good Game, но Хайредин што се сокри тука позади на сајтот, кај што ги доби тие два многу битни килс што многу им значи на тимот на плутачи беа можете да се вратат и да добијат и они 16-тата рунда. Така, го гледаме Хайредин врвот на целиот сервер со 29 фрага, еве го и аутоснайперот. Има два снайпери, еден аутоснайпер и се уште преживеа некако стресар на тоа поминување на мид. Седи во молотово Дани и после е флешнат и сега го губи животот, а во меѓувреме бутка Powerdi заедно со 8kit на бесайдот и целосна контрола имаат врз него. Уствари не беше Powerdi со 8kit, само Powerdi сам си влезе на сајтот и ја доби контролата. Тајмингот дали ќе му се погоди, не се одлучи да испуша овде Хайредин за тоа Powerdi се одлучи да испуша и сега предноста ја носи на својот тим. Бомбата конечно стигнува од долгата ротација, долгата преселба на народите.
И одличен флеш. флеш на Стайл, Пауърди го контролира А. спрејот, но не целосно паѓа на 2 хп и пак реагресира. Најкон е на 17 HP, тешко ќе биде овој ретейк, но има 4 флешови, се е возможно, но Ејткит вика Ејткит. не може, си излегува ни смокот со обичен shift walk и ги бутка и двајцата и сега се потребни 2 рунди за Good Game да бидат шампионите на овој Fate High School Challenge, организиран со поддршка од МЕСА, Македонската еспорт асоциација. Да. Поддржан нели од The Shop, од eShop The Strongest. Голема благодара, значи, исто така и до Insomnia Computers и Себе себеснажувалка. NutriBullet. NutriBullet ќе остане тој мим. Double AWP сетап имаме на двете страни, со тоа што да, едниот е во рацете на некој Дани леле. Styles, Дани го употребува своето AWP, но во меѓувреме Најкон си тапнува само со левиот клик на својот маус и ја пронаоѓа главата на Пауърди. Коки го чува овој пуш. Некако неодлучно делуваат плутачи во оваа рунда. Прво се фокусира на мид, после на Б, а сега се менуваат кон лонг. Имаат право, но видете го Ејткит колку агресивно бутка добива толку многу информации, овозможува Дани да се повлече на другата страна на мапата, одлично одиграно на неговата страна, а во целиот овој период многу споро се движат играчите на плутачи и со овој агресивен пуш тука на Ејткит добиваме премногу информации, добиваат Good Game, што им овозможува сега да направат некој стак на А. Styles не дозволува да падне на во пит. Кокино, затоа тука Дези да го истреда, брзи се ротациите. Ги спомнавме во нога, го погаѓа Најкон, имаше мала дупка во смокот, еден кил на Киксан, но одма после тоа изреда Ејткит тука за да му помогне сега Хајредин само станува против двајца. Да проба да ја клачне оваа рунда за својот тим. Видиме дали ќе успее во тоа. Но пополека го снемува времето, уште 14 секунди се само останати, треба да најде 2 кила, наоѓа еден. И Дани мислам дека дури може да се повлече. Сега гутнува својот шут, но мислам дека нема доволно време. Токму така нема доволно време. Дали ќе има време Дани? Да. Ја го наоѓа килот. 18-тата рунда е тука за Good Game и една уште само ги дели од победата на овој турнир. А, ете го Стайл. Ја видиме последнава рунда. Што не очекува. Потенцијална. Како ќе се одвива. Styles со својот Негев. Ја контролира долго позицијата. А на Б, Ејткит ќе има главната задача во сопирање на пушот на плутачи. Сега со Видиме тој како shoulder тоа ќе pick. се одвие. За малце колатерал. Двајцата изорено кажавме, затоа тука се Орион и Хајредин. Двајцата враќаат по уште неколку килови, да видиме кој е тоа. Тоа е Дани, Дани. наоѓа 2 кила и сега остануваме 2 versus 2. Дани со молотовот уствари уби двајца, иако беше далеку од сајтот и сега се одлучуваат да ротираат на другата страна на мапата. Уствари не, Хајредин останува да чува за Б пушеви, додека Најкон чува те база пушеви, а повторно после најверојатно ќе се вратат на Б сајтот. Орион без срамота, значи ова беше кастика на спойлер. Не на кола, туку видиме сега Дани како ќе се Дани справи. сега има молотов во со рака, овој кога пуш. забележи едниот противник, одма го фрла тој молотов со тој флеш, прво да ги заустави, да, така е, да ги запре, пардон, и сега мора да изротира тимот на плутачи кон Lower Tunnelот, каде што Стайл за тука спремен со неговиот Негев со 150 куршуми во шаржерот, да ги испреа, да ги Негев, врати. мислам дека ќе почне да го И тржи почнува левиот клип, и два Стайл Styles ја во стил ја затвора завршува рундата со вама. тој Негев и тоа значи дека Good Game се победниците на овој турнир. Честитки до двата тима, честитки до Good Game. Била прекрасна игра, 2-0 во мапи, од кој беше многу блиско втората, каде Така. што гледавме овертајм.